благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван председателе, почитувана јавност. Еве, повторно сме за дискусија за криза. Се представникот на владата ќе влегу. Добро. Не би сакал да ги скажеме работите, да не бидеме чуени, бидејќи и така интересот меѓу представниците на власта е помала и за кризите, и за судиите, и за Уставниот суд, и за предлозите на опозицијата, велеме дека се е под контрола, а работите не течат. Министерот Бектеши беше преска, ме инспирираше поприлично многу. Дали е тој министер што го знаеме, што дискутираше пред некој месец кога прогласувавме повторно иста криза, овој денешниот, или веќе утре треба го видиме некое ново издание. Дали се сеќаваме, почитувани колеги, што говореше Ковачевски пред да се прогласи минатата криза? Се сеќаваме ли? Дали се сеќаваме на говорот на Бектеши што го имаше на комисијата, на таа истата што дое подосна и се вклучи во самата расправа? Ја ги побарав стенограмите, не успеав да ги добијам стенограмите, но ги добив записниците. Тогаш опозицијата дигаше паника, сме сакале да шириме хистерија, сме збореле произволно, сме кажувале работи кои што немале допирни точки со моменталната актуелна состојба, за да денес се сведе целата таа дискусија на геополитика, странски воени сили, сончеви дамки теорија и не знам што. Не, ниту тогаш, ниту сега. Не се криви ниту сончевите дамки, ниту злите клингонски сили. Ние си имаме проблем со оваа власт што води државата. Ние си имаме проблем да дефинираме одговорност. Ние си имаме проблем да дефинираме кој каде се движи. Дали некој контролира што се случува во државата? Дали се сеќавате веќе кога дискутиравме оние малку што имаше што се обидуваат на реплики, бидејќи не слушнав во власта воопште да каже ни да мислам. Да споредува со преходните периоди. Еве ја ќе се трудам навистина најкратко, најдиректно и најконцизно што може да ги сублимирам овие дискусии денеска што ги имавме. Бидејќи колегите навистина беа тебелни претходно, многу прецизни, со многу бројки, многу факти, многу аргументи за актуелната состојба што не доведе повторно до оваа криза. И немавме никаков одек. Дури стигнавме од таму министерот да стигне до фаза да рече ајде дајте вие предлог. Предлози имаше. Никој не слушаше. Еве да беше тука, ќе го прашав директно. Кажете ми колку предлози добивте од власта? На оваа говорница или на таа во другата сала? Дали тие вродија со плод? Дали вредеше? Немаше. Немаше. Но стига предлози цело време од опозицијата. И цело време наидувавме на зид, цело време наидувавме на игнорантен однос и одбивање да се соочиме со реалноста. Денес имаме 50% поскапа струја, имаме 800 евра за мегават час што го плаќаат фирмите. Не убедува дека ние дигаме паника, дека се е под контрола. Ковачевски уште во експозето кажа ние се тука, знаеме што не чека, ќе се соочиме и нема да видите никакви последици од тековните случувања. Бидејќи они нели знаат што се случува. И сега кажете ми дали тогаш се лагаше? Дали сега се лаже? Дали тогаш имаше дилема за капацитетите на челниците на институциите на власта кои што ги раководат? Или не? Некои ќе речат дека е прашање лажговци, други ќе речат дека е неспособност. Последниве денови веќе знаеме зошто е тоа така. Ако веќе имаме сомнежи дека имаме трајно неспособен премиер, нормално да очекуваме и трајно неспособни институции и влада кои што треба да се соочат со реалноста. Ако тогаш лажеле, направиле услови да се прикажат како такви, ако тој човек ја води таа влада,
Кажете ми една причина зошто не веруваме дека тоа и сега ли се случува. Кажете ни кога не лажеа. Дали уште треба да веруваме дека нешто ќе се подобри? Дали слушнавме во едно експозе, во една дискусија, во едно излагање? Што е тоа што ќе направи различно од кризата преходно? Дали направивме една компаративна анализа на мерките што биле направени, какви резултати се постигнале и сега мерките што следуваат, каде што ќе излечат од кризата? Дали ние прогласуваме криза за да надминеме истата, или пак да одржуваме како таква? Бидејќи нема крај. И кризите се множат. Кризата не е нормална состава во која што треба да функционира државата и системот. Кризата е само по себе криза, кај што институциите, државата, системот, економијата и останатите сегменти на нашето живење не функционираат во нормални услови. Владата е таа која што треба да најде начин да ја надмине кризата. Еве да идеме и строго процедурално. Како велат? За да се прогласи криза, владата на своја седница треба да разгледа состојбата, приликите во кои што се наоѓа и да прогласи криза во рок од 30 дена. Предпоставките се дека за тие 30 дена оние што се одговорни, што се задолжени да не ја предводат државата, дека ќе имаат механизми, начини, форми, алатки, инструменти да надминат кризата. 30 дена некој определил дека е сосема доволен период за да се надмине кризата. Да се вратиме во нормално живење. Доколку тоа не се случи, следната точка е после тие 30 дена да дојде дискусијата тука во собранието, кај што може да се продолжи период за уште подолг период. Во последниот случај беше неколку месеци, односно 4 месеци, мислам дека ќе ми исправите ако грешам. Кај што дополнителен период дава законодавецот во кој што ете обременета од не знам какви објективни или субјективни причини, владата и владините институции ќе имаат дополнителен простор да изнадат дополнителни сили и да не излечат од кризата. И тој период помина. Ситуацијата после секоја криза или продолжувањето на истата е се полоша. Денес говориме за енергетска криза, говориме за период каде што не уверуваат дека нема да биде струјата поскапа од 10%, дека ние шириме паника, за денес да имаме 50% поскапа струја за домаќинствата. Кај бизнисот, кај малите предпријатија, кај оние што треба да бидат носители на развојот на оваа држава, таму не се мери веќе во проценти, таму се мери во колку пати. Како преживуваат, тоа е едно чудо. Можеме подоцна да продискутираме дополнително на истата тема. И сега што е разликата? Од пред неколку месеци и денес. Дали видовме излагање на министерот Бектеши, кај што укажува го направивме тоа и тоа, согледавме дека тие две мерки вродија со плод, имаме резултати, овие 5 мерки беа со контраефекти. Не. Дали чувме што ново ќе се преземе? Дали чувме било што ќе укаже дека имаме повидок на излез од оваа криза? Не. Единствените изјави што ги имаме во јавност е дека ова ќе биде најлошата зима што може да постои пред нас. Единствените најави што ги имаме од нашите јавни представници на владата и владините институции и јавни предпријатија дека ситуацијата ќе биде уште полоша. И се прашувам на вистина што ќе добиеме ние со прогласување на уште една криза во низа. Уште една криза која што не е единствена. Не чека прогласување на уште една топлинска криза, бидејќи цела година помина од прогласувањето на преходната, не беше доволно. Здравствената криза имавме ситуација како што имавме, економската, политичката не ги спомнуваме. Зошто е тоа така? Бидејќи не можеме изолирано да ги гледаме. Бидејќи состојбата што имаме во енергетскиот систем. И тука делумно се сложувам со колешката Преска, што и беа аргументите. Не можеме издвоено да ја гледаме. Тоа е рефлексија на целокупната состојба во нашето општество. И со години да биде назад.
Но ја не се задоволувам со тоа што било наназад. Ние сте тука да изнајдеме начин како да отидеме нанапред. Но бројките, самото прогласување на кризата, значи дека не идеме напред. Идеме наназад. Ќе ги споредиме. Затоа и сублимиравме. Денес имаме криза, пред период X немавме криза. Денес имаме 50% поскапа струја, претходно немавме. Денес имаме производство кој што со 1 терават на годишно ниво помало од преходното. Пред години назад имавме енергетска независност, денес имаме тотална енергетска зависност и страв. Дојдовме до таму дали ќе преживееме зимата. Дојдовме до начини да видиме како ќе го преживееме денот. Дојдовме до тоа да читаме не знам какви временски прогнози и да се надеваме или да посакуваме или да се молиме дали зимата ќе биде многу ладна, помалку ладна или да се молиме да биде потопло. Бидејќи не знаеме. Дојдовме до тоа да дискутираме во овој законодавен дом. Дали ќе имаме струја? Дали ќе имаме струја? Појако да кажеме. Не е само тоа, тоа е односот. Еве и ќе речеме, беше поприлично дрзак министерот па укаже дека треба да се штеди да полнење мобилни телефони. А ние произведуваме 1 терават помалку него преходната година. Или 2 помалку од преходната. Половина од производството ние од тоа што го имавме во 2011 година. Да, капацитетите се тие. Да, треба да се каже дека политиките што ги зацртавме беа погрешни. Да, може некој да каже се инвестираше олку или онолку и треба уште повеќе, но капацитетите се тие. А ние сепак произведуваме од половинка назад. 250 милиони евра. 250 милиони евра имавме увоз што можевме да произведеме таа струја. Реално истите тие луѓе, истите тие институции кои што можеа да го дадат тој производ. Прашањето е зошто го немаме тоа. И прашањето е кој е крив за тоа. И нормално е да побараме одговорност. Во држава во која што рефлексиите нема бидат толку лоши како нашата. Каде што функционира правен систем, каде што имаме стабилен бизнис, каде што граѓаните може да очекуваат и да прават проекции како ќе биде на пролет, да не морајќи ја зимат. Но не и во нашата држава. Не и во Република Македонија. Ние не знаеме дали ќе имаме струја. Дали кризата, прогласувањето утрешно, доколку стигне на пленарна седница, ќе ни го реши проблемот или барем ќе ни даде одговор на тоа прашање. Ќе имаме ли струја? Колкава ќе биде струјата? Имаме ли излез од оваа ситуација? Ништо од тоа не ни стои. 1,1 милиарда евра се до сега потрошени наменски. Замислите вие, еве го и тука и министерот, колку од неговите програми сум ги гледал полно се добри, ќе можеа да бидат реализирани со овие пари што беа фрлени вака. А не е некоја филозофија. Требаше се планира, требаше се антиципира, требаше се констатира. Ниту сте најпаметни, ниту сте најединствени. Тоа што го немаме како капацитети за ум да го купиме, да го најдеме во Македонија, можеме го додадеме како применето искуство од другите држави околу нас во регионот. Не можеме ние да седиме и сега кога дојде веќе проблемот да бараме решение. Тоа е справување со последиците. Не е со причините. Не е со причините. Недоволни договори, немање на долгорочни договори, необезбедени залихи, неспремни капацитети. И тука ние можеме да се препукуваме со колегите од лева и од десна страна до бескрај, но фактот е тој. Тие држави што беа поспремни, може да се соочат. Зошто не може да се соочат? Ради корупцијата. И таа е таа рефлексија што кажуваме нонстоп. Не можеме ние да мислиме да бидеме на дното на сиромаштие во Европа, не можеме да рушиме рекорди по корупција во Европа, а да сметаме дека истите тие немаат импликации и во енергетскиот систем. Ќе земеме неколку примери во понатамо, каде што не затврдење, само како причина за размислување. Еве, размислете вие дополнително, ќе развиеме дискусијата, доколку има се разбира желба за истото. И конечно, лоциравме. Ако сте произведувале околу 8, колку што ни е потребно, или 7 максимумот, сега произведуваме половинка, знаеме каде ни е проблемот. Од ние што се лајци,
Ние знаеме какви работи може да доведат таму. Знаеме кои механизми се потребни. Зошто тогаш правевме стратегија кај што ќе гасиме термоцентралите? Ако не знаеме понатом. Јас сум за зелена енергија прв. За обновливи извори вие барем знаете. Секоја иницијатива ќе поддржам и се уште стоам на тоа. Но паралелно со тоа мораме и базната енергија да имаме како сигурност. Дали ако имавме оние апокалиптични слики на празни акумулации минатата година или предминатата, не свативме дека имаме проблем. Дали некој од колегите од власта можеше со прст да покаже директно кон единствениот што е одговорен за таа состојба, за директорот на ЕЛЕМ, односно денешно ЕСО. Во контекст на ова ќе го кажем и Марко Бислимовски. Дури и тој каков таков, ќе го цитирам, каде што ви укажа директно. Ако ЕЛЕМ, односно ЕСМ, си ја заврши работата, немаме проблем. А ние проблеми имаме во низа, проблеми кои што доведуваат до дискусија за распишување на уште една нова криза во низа. Еве, тој ви укажа. Еден од можеби главните проблеми кои што не доведуваат до оваа состојба. Празни залихи, нетранспарентни постапки. Одговорноста е од едната страна, секојаш од друга страна на паричката е или сомнителна активност или нетранспарентна активност. И тука не се само овие искуства од овие кризи што ги имаме, од енергетската до преходна и топлинската, ја имаме и здравствената. Стотици милиони евра беше укажано дека се нетранспарентно потрошени. Кај што имаа стомнежи за десетици милиони дека биле злоупотребени. Милиони! Наредната криза што ќе дискутираме нема ни 10 милиони. А прогласена криза на територија. Дали сметате дека анкетната комисија или работни групи кои што ги побаравме се формираат немаше да помогнат во одлуката дали да се распише криза или не? Дали мислите дека немаше да помогнат во дискусиите што ги имаме тука? Дека ќе добиеме од релевантни фактори, од сите вклучени страни, точни информации, бројки со кои што можеме да настапиме да дискутираме тука издржано. Кај што ќе можеме да лоцираме кривец. Кај што можеме да лоцираме можеби некоја точка која што ќе можеше се надмине сега со новата криза, со новата мерка или со новата дискусија што имаме тука. Дали можеби немаше да ви биде и вас полесно, без грижа, совест, да донесеме одлука кога и да дојде за одлучување за кризата, дека нема повторно да сгрешиме. Велам повторно да сгрешиме, бидејќи се покаже дека претходното прогласување е грешка. Ситуацијата не е подобра, не излеговме, влеговме уште подлабоко во кризата. Дали анкетната комисија, работните групи, поголемата транспарентност генерално на владата и во процесот, немаше да дозволи да се зголеми довербата во институциите. И така е на ниско ниво. Дали можеби довербата ќе беше и на бизнис? Знаеме ли како крпат крај со крај за овој период? Знаеме ли како додовме да ситуација произведуваме околу мала количина на произведена струја? Дали можеби анкетната комисија ќе ни помогнеше или работното тело да одговориме уште едно прашање како дојдовме до 17% инфлација? 23% е зголемената инфлација кај потрошувачките цени на прехранбените производи. Дали можеби вас ви е седно што сирењето ни е сега 700 денари? Што илјадници фирми минатата година беа затворени, уште илјадници фирми или затварат или се презатвараат оваа година. Дали можеби помисливте и на илјадниците вработени кои што се под ризик да изгубат својата работа? Луѓе кои што се често посветени на својата екзистенција. Дали можеби се загриживте што граѓаните бараат и спас како да поминат преку денот, бидејќи сега имаат блокови на струја? Па бараат начин како се стоплат во време на зимата. Еве ја ќе кажам од спад. Бидејќи кажавте што предлага, еве уште еден предлог од опозицијата ќе го предложиме кај градоначалници на сите страни. Ќе направиме или ќе предложиме да се направат заеднички простори за топлење за зимата. Ја ви тврдам дека ќе бидат преполни. Ранливи социјални групи, пензионери,
Граѓани кои што не можат крај со крај да вртат. Некои простори кои што ќе можат да помогнат барем дено да се помине. Она што е критично да скапата струјава после колку толку се допомине. Ќе предложиме, бидејќи знаеме што не чеки на полето на животната средина. Сите очекуваат дека ќе се гори се и сешто. Масовно. Може би поучени од Рек Битол, кај што видоа дека не еши се њагнен со ној прљав огин што пепло са животна средина во Битола, што сите се прават мутави дека не постои. Слично нешто такво да не чека од домаќинствата. Можеме да предложиме таму кај што можеме да се инсталираат, субвенционираат, стават и ожаци кои што колку толку ќе допринесат да се помогне во подобрувањето на состојбите. Но треба да се размислува во насока како се подобрат работите, а не како се одржаваат исти или како се задоволат само определени интереси на индивидуи или фирми блиски до определени високи личности на власт. Не можеме да ве окривуваме вас, пратеници, дека сте криви за фирми што се создаваат од 2 дена и понатаму земат милионски тендери за јагне. Не можеме вас да ве окривуваме дека не сте направени подготвителните работи во оние носечки капацитети што треба да обезбедат струја. Но можам да ве обвинам или да посочам или да побарам подршка, да се покаже со прст и да се побара одговорност за работите да се брдат понатаму. А овдека кажавме неколку личности кои што се директно одговорни. Кај што наназад се во јавноста, наназад не лажат дека ќе ги подобрат работите, а работите стануваат само полоши. Еве, дозволете само неколку елементи што би можел да укажам на тоа каква не е фактичка состојба. Вели вака: согласно плановите за производство на компанијата, за да се пречека успешно секоја зима и за да има доволно електрична енергија, потребни се следниве работи. Во лето, во периодот кој што е за нас, само што го ставивме, се прават ремонти на термоелектраните за да бидат спремни за зимата. Во лето се копа и се складира јаглен на депонија да се користи во зима. Во лето се прави така наречена откривка на јаглен. Јагленов слој исчистен на јаловина и земја, за да може во зима јаглено да се користи непречено. И при крајот на месец август се собираат сите овие резултати и според тоа може да се процени како ќе се пречека зимата. Дали една од овие работи во експозето на министрите слушнавме? Дали една од овие работи што ги укажавме сега, кои што се како 2+2 основа, ни беа укажани дека се направени? Знаете ли како не е моменталната состојба? Ово е 29.8. Како што рекове на крајот на летото, пред 2 недели. Ова лето нема да се прават ремонти на термоелектраните, а фали еден трансформатор на еден блок во Рек Битола кој случајно експлодираше и се уште не е поправен. Се очекува дури во ноември да стигне новиот, се разбира доколку и за ова владата не излаже. Трансформаторот, се сеќавам, беше предмет на дискусија во повеќе седници на различни тела во собранието. Дали верувате вие уште дека сте сигурни? Дали сте сигурни дека имаат овие луѓе што се задолжени и за Рек Битола, и за ЕЛЕМ, и за енергетскиот сектор, и во премиерот, кој што не уверува дека се е супер, да не се гриживе, дека ќе направат нешто, ако овдека уште на ребалансот и преходно на буџетот се дискутираше дека Рек Битола нашиот најголем капацитет во државата и имаме денови со нула производство. Година и пол, колку помина? И што е направено од тогаш? Каква ни е состојбата од тогаш до денеска? Дали е подобра, дали е полоша? Еве, кажете не ние. Знаеме дека парите се одлеваат, се трошат, буџетот се зголемува, а ефектите се намалуваат. И од аспект на произведено количество на струја, и од аспект на ефекти од истото, и од аспект на сигурност на населението и стопанството, и од аспект на доверба во институциите. Секаде имаме порази. Станавме нација која што нижи порази на секое поле. Сменете го само називот од енергетика во правосудство, истата констатација. Во образование, истата констатација. Дипломатијата да не ја ни споменувам. Таму имаме
некои нагони за самоповредување. Моментално складираниот јагнен е многу помалку од 100.000 тони, што представува само 25% од потребните 400.000 тони, согласно плановите за ископ и поранешната пракса. Ќе коментираме. Имаше дискусија за потопените рудници. Тврдам дека беше тоа навено. Знаете и самите дека има документи кај што професионалците кои што си работат во регбито имаат укажувано дека пумпите не работат. Итна потреба од сервисирање, итна потреба замена кадивна. Свесно се толерираше. Не говориме за саат 2 или 3 дена. За период каде што никој од надлежните не изреагирал. Но имаше брза реакција од кога еден летен дожд ги потопи рудниците. Да, точно е тоа. Врне никогаш комбинатот не бил изолиран од дождовите. Врнал 50 години назад. Никогаш не снимале вакви хавари во континуитет. И како беше излезот? Со купување на јагнен. Со транспорт. Со количини кои што се покажа дека не се доволни. По цени неколкократно поголеми од производствените. Го бремениве и процесот, го бремениве и буџетот. Дополнителна несигурноста дали ќе бидат произведени. Резултатот 1, односно 2 теравати помалку произведена струја, увози на 10 пати, 15 пати поскапа струја. И тоа немаме надежда дека ќе се заврши. Ние можеме само да се расправаме тука, но знаеме дека тоа ќе продолжи. Бидејќи сега се расправаме, како што кажавме, со последиците. Причините не ни се чекнати. Ниту една дискусија, ниту една најава, помина и ребалансот, немаше начин и немаше инвестиции како ова се подобри. Ниту пак ја верувам дека овој состав на владата ќе изнајде начин и сили да направи нешто во таа насока. Моменталната откривка на јагнен е околу 200.000 тони, што изнесува само 20% од потребните 1 милион тони. Откривка на јагненов слој, за да може во зима јагненот се копа непречено. Еве, кажете ми што да очекуваме ние во зимата. Дали ќе ни бидат повторно регионалните, како рече, надворешните влијанија, војните во Украина и не знам што криви за она што ние не си ја завршивме работа дома. Точно е, обременувачки фактор е. Не е лесно, глобална криза ќе кажеме, има рефлексии на секаде, има импликации на секаде, но некои го поминуваат полесно, некои многу тешко, ние сте од оние што го поминуваме периодот најтешко, меѓу најтешките. Зошто? Бидејќи не се завршивме домашната работа. Знаеме што треба да се направи. Таму се најголемиот дел, 95% истите луѓе вработени, што се со години назад, со децении, истите што во 2011 произведувале двојно повеќе струја него денеска. Ти не исчезнале? Па и по негативна селекција да биле отстранети на надвор, таму се луѓето. Што значи дека некој друг интерес, некоја друга сила ги насечува тековите на друга страна. И на крајот од денот, тие се работите што ги споредуваме. Споредуваме цената, споредуваме производството, споредуваме состојбата денес и вчера. Или ќе научиме патокази искуствени како се движиме понатаму, како да ги подобриме работите, или ќе тонеме уште подлабоко. Очигледно желбата на оваа власт е да идеме на таа полошата варијанта. Нема да продолжувам понатаму со подготвителните работи што требаше да бидат застапени или направени досега. И дојдовме до точка да што Бектеши бара предлози од опозицијата. Тука од оваа иста говорница сега пред нас. Дали Бектеши треба да му кажеме дека неговите како се вика тоа? Оние што седат во владата, оние што ги повикуваат од јавните предпријатија, треба да ги праша како ги трошат парите во јавните набавки. Не само во енергетскиот сектор, секаде. Ќе ја повикам, страшно е ова испитување за кое што неколку пати денеска го споминуваме. Редовен мониторинг на јавните набавки спроведени во период јули до декември 2021 година. Истиот период за кој што ги кажував овие катастрофални бројки преходно. Дали ќе ми дозволите неколку моменти да ви укажам на клучните наводи од мониторингот на овие јавни набавки. Вели вака:
Зголемена е вредноста на договорите, склучени низ нетранспарентната постапка со преговарање без објавување на оглас. Ова ќе продолжам понатаму. Ова значи, за истата набавка, за овој исти лист хартија, ако се го купиле за 100 денари, сега со постапките што се прават, во 4 очи, истиот тој лист што кошта 100 денари, некој го плаќа 120, 130 или 150 денари. Тоа го вели мониторингот. Зголемена е вредноста на истите набавки што се прават со преговарање без оглас. Тоа се оние фамозни или познати преговарања во 4 очи. Не велам дека не треба да се случат. Не велам дека не се потребни. И те како се потребни за нормално функционирање во држава кај што функционира системот и кај што има одговорност. Но кај нас резултатот е тоа. За иста работа државата плаќа повеќе. Вкупната вредност на овие договори е 46 милиона евра. Тоа е 16 милиони евра повеќе него од 2020 година. Како сакате пресметувајте. Обвинувајте инфлацијата. Обвинувајте, што сакате? 16 милиони евра повеќе. Тоа се двете кризи. 3 кризи. Може би 4 топлински кризи. Можеше да бидат подмирени, лесно надминети, воопшто не бидат точка на дневен ред денеска. Односно утре. Само подносно оваа ставка што утврдува со преговарање без оглас. Ќе ги видим и другите постапки. Видете сега. Овој момент е важен. Дури 80% председатели од вредноста на склучените договори во 4 очи им припаѓаат на АД Електрани, никој веќе не е изненаден, МВР и Министерството за образование и наука. Дали ја гледате поврзаноста можеби? Или барем вака малку сомнеш не се развива кај секој вас. Логично само да разведуваме. Користејќи неутрален, објективен извор, некој што се навистина посвети тоа. Институциите, при тоа, не ја почитуваат законската обврска за јавно објавување на известувањата за реализираните договори. Ова е како дете кој ќе направи белја па се крие, да не го видат. Само што во нормална држава, кога ќе го фатат некој да го направи, си лежи затвор. Тоа значи дека некој испреговарал договор или спровел договор, исплатил договор со катастрофално лоши услови, кај што знае дека е лош договорот, кај што знае дека услугата или она што го земал не е добро, знае дека ќе биде осуден, знае дека ќе биде прозван и не го објавува. Мисли дека ако не го пушти, дека тој ќе скрие. Еден ден ќе се појави. Комисиите за јавни набавки во речиси секој втор тендер отврнале понуди на фирмите како неприфатливи. Исто причина плюс зошто доведува во ваква ситуација. Се поставуваат услови или критериуми, наместо се зголемува транспарентноста, опфатот на информирање, ние ја селектираме конкуренцијата. Помала конкуренција, поголеми цени. И затоа можеби со буџет од 4,7 милиарди евра како што имаме денес, не можеме да направиме резултати како 10 години наназад што се трошиле многу помали буџети. Еве размислете и за тоа. Можам вака да течеме до бескрај. Во однос на општата ситуација и општото мислење зошто нема да биде подобро, зошто нема надеж и зошто паѓа довербата во институциите, во ветувањата на владата. Се можеби токму клучните наводи анкетата на фирмите спроведени во февруари 2022 година, 284 фирми, каде што велат 62% од фирмите признаваат дека постои меѓусебно договарање на тендерите. Најголемиот греф што може да се случи во една постапка за јавна набавка. 51% од фирмите сметаат дека има корупција во самите јавни набавки. Проверете ги овие податоци што ви кажам, но уште поважно е проверете ги институциите кои што се раководени, кои што доведуваат до вакви резултати. Вака не идеме никаде. Ние говоревме претходно.
Можеме вака до бескрај. Ветив дека ќе видам што е можно поконцизен и поконкретен. Имав укажано и преходно. Оваа криза, доколку биде прогласена, ќе трае до април 2023. Не лаже дека ќе трае и преходната пократко дека ќе излеземе. Од кога дојде СДСМ на власт, имаме од криза во воредна. Го кажав и преходно, мислам дека ќе го докажам дека мојот страв е оправдан. Додека не се смени оваа власт, ние нема да излеземе од криза. Ви благодарам. Благодарам. Процедурално има заменик координаторката на ВМРО ДПМН.